Почитувани, добро вечер. Неделава ставаме акцент на случувањата на меѓународните финансиски пазари. На одлуката на Швајцарската централна банка да го ослободи врзаниот франк, со што вредноста на оваа валута порасна за речиси 30% во однос на еврото, што имаше последици и на многу други земји. Беа погодени голем број на прилично познати светски банки, но и обични граѓани и тоа од регионот, од Грција, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска, кои има земено кредити врзани со швајцарскиот франк, со што и ратата за отплата на кредитот стана повисока. Во ова издание на акцент ќе разговараме и за последната мерка на Европската централна банка за откуп на државните обврзници, со што милиарди евра ќе се слеат во еврозоната. Гости во акцент се гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов, првиот човек на Шпарка се Глигор Бишев и мојот колега Мирче Јовановски, новинар уредник во Утрински вестник. Господа, добро вечер и добре дојдовте во акцент. Гувернере, почнуваме со вас. Може ли во почетокот едно објаснување? Зошто Швајцарската национална банка се реши да го врзе франкот за еврото и зошто потоа на 15 овој месец се одлучи прилично изненадувачки да отстапи од ваквата политика? Од 2011 година, кога Швајцарската централна банка донесе одлука да постави лимит на тоа колку може швајцарскиот франк да зајакнува, тогаш го постави лимитот 1,20 франци спрема 1 евро, причините беа што прво американската економија, односно американскиот ФЕД, започна со програмата за вбризгување на ликвидност во американската економија, која што ликвидност се расшири низ целиот свет. Тоа е слична програма како денес што донесе одлука Европската централна банка да спроведе, а истовремено во истиот период се случуваше грчката криза. И тогаш инвеститорите бега од еврото, бега од американскиот долар. Во такви услови тие одеа во неколку правци. Растечките економии, како Кина, Индија, Бразил, Турција, Русија и останатите. Потоа развиените економии кои што имаат своји валути, како Канада, Норвешка, Австралија и Швајцарија. Швајцарија беше онаа со најдлабок финансиски пазар, така што највеќе беше погодена. Капиталот одеше таму, швајцарскиот франк зајакнуваше. Тоа не одговараше на швајцарската економија и тие, за да ја минимизираат штетата, го поставија тој прак за швајцарскиот франк и со самото тоа го стабилизира. Сета понуда на странски валути кои што влегува во швајцарската економија, тие ги откупува. Тоа траеше скоро 3 години. Меѓутоа, сега, кога очекува дека Европската централна банка ќе почне со своја програма за вбризгување ликвидност, швајцарскиот франк повторно ќе беше под притисок. Односно, инвеститорите кои што сега бегаат од еврото, повторно ќе отидеа кон швајцарскиот франк во голем дел. Растечките економии сега се во многу поразлична ситуација, таму има застој во нивните економии, така што капиталот веќе не оди таму, така што намалени се можностите за инвестирање. Во такви услови, Швајцарската централна банка почувствува, односно оцени дека веќе нема да може да го брани швајцарскиот франк на тоа ниво и затоа реши пред да се донесе ова одлука да се откаже од таа политика. Тоа откажување донесе големи потреси на светските пазари. Видовме што се случи минатата недела. Дури Лагард рече дека е изненадена од оваа одлука. Да, бидејќи никој не беше информиран за таа одлука и веројатно така и требаше да биде, бидејќи за такви одлуки не се информира никого, затоа што мора да биде изненадување. Швајцарската централна банка донесе одлука која што сметаше дека е најдобра за швајцарската економија. Тоа предизвика одредени загуби кај многу инвеститори, меѓутоа сите треба да знаат дека тоа беше мерка која што беше од привремен карактер. Значи, неконвенционална мерка, иста како и она на американскиот ФЕД за вбризгување ликвидност, иста како и мерката на ЕЦБ денес за вбризгување ликвидност. Тоа се мерки кои што се носат, се од неконвенционален карактер, се носат во вонредни околности и тие мерки не се за да останат неограничено време. Еден ден се знае дека тие ќе се повлечат. Сега инвеститорите беа изненадени, не очекува дека тоа ќе се случи токму сега. Господине Бишев, споменавте на почетокот дека голем број граѓани од регионот кои што имаа кредити во Франција им се зголеми ратата. Каква е состојбата во Македонија? Има ли македонски граѓани кои што имаат кредити врзани со франкот? Па колку што ми е мене познато,
франкот во Република Македонија не игра некоја значајна улога и од тој аспект скоро ниту една банка не одобрува стамбени кредити на граѓаните во швајцарски франци. Оно што има минимално е за од некои одобрени кредити во мали износи за компании. Меѓутоа, она што треба да се знае е следното. Значи, ако направите на долг рок колку била разликата во каматната стапка, значи мотив за тие кредити беше пониската каматна стапка во однос на еврото. И колку е денешната корекција на курсот на швајцарскиот франак, значи вие ќе добиете за период од 3 до 5 години приближно иста разлика. Значи, сите ние знаеме дека докога одите во банка и побарате каматна стапка за швајцарски франак, таа е 0, денеска негативна. И од тој аспект, ако земеме во предвид дека каматната стапка, например, на еврото во просек беше околу 3%, значи за 4 години пута 3%, како разлика на камата, вие сте изгубиле 12%, а денеска добивате 20% со корекција на девизниот курс и на долг рок. Значи тоа ги движи пазарите. Меѓутоа, она што е во случајот со каматните стапки, тоа не действува кумулативно за разлика од девизниот курс кој што има кумулативно влијание врз вкупниот долг на економскиот субјект. Кредитите во Франција не се големи, но што е со заштедите на граѓаните? Штедат ли во Франција? Но минимално, значи и она што го гледаме, значи Република Македонија има големи трансфери од дознаки од странство и во овој момент тие дури се зголемуваат благо, затоа што оно што го слушаме, каматните стапки во високо развиените земји стануваат негативни. А каматните стапки во Република Македонија се уште позитивни, тоа доволно позитивни во висина за да привлечат таков прилив. Меѓутоа, затоа што македонската економија и банките не абсорбираат швајцарски франци, тука затоа и банките не нудат нешто подобри каматни стапки од оние што важат во Швајцарија. Тоа значи дека, едноставно речено, кај нас не може да се случи тоа што го чувствуваат другите земји од регионот? Па добро, не може да се случи со швајцарски франак, меѓутоа никој не гарантира. Ние знаеме дека денарот е стабилен во однос на еврото и сме се определиле за таква политика, меѓутоа сите треба да знаеме дека сепак ние сме пазарна економија и секој економски субјект, вклучувајќи ги банките, компаниите, населението, мора да го калкулира девизниот ризик кога земаат кредити во евра, а не извезуваат, не се нето извезноси на европскиот пазар. И значи си постои тај курсен ризик, кој што во наредните неколку години веруваме е минимален, меѓутоа треба да го имаме во предвид. Господин Евановски, вие ги следите економските текови и во еврозоната и тоа што се случува. Што мислите сега со овие валутни флуктуации? Ќе бидат ли македонските извозници поконкурентни, особено во оние економии каде што е доминантен доларот? И што е со Европа, бидејќи наш најголем трговски партнер е Европската унија? Па јас мислам дека и во иднина Европската унија ќе остане наш главен трговски партнер. Сега отприлика околу 70% од вкупната размена се врши со земјите од Европската унија, 20% со соседните земји кои што исто така се врзани со Европската унија, така што од тој аспект не гледам некои битни промени, инаку да, на хартија секако, бидејќи денарот е врзан за еврото, некој фиксен или износ кој што се движи околу 61,50 денари, кога еврото ќе намали својата вредност во однос на доларот, значи автоматски нашиот извоз на тие пазари дефинитивно станува поконкурентен. Прашањето е што можеме ние да понудиме како земја на тие пазари во Соединетите Американски држави, во азијските земји каде што исто така доларот е доминантна валута. Од друга страна треба да се земе во предвид фактот дека Македонија увезува е голем увозник на нафта, која што сепак се пресметува во американски долари. Тука исто така ќе има поволно влијание, бидејќи вредноста на нафтата пак пресметена во долари, нели, опаѓа, така да се создава еден микс на фактори кои што би требало позитивно да влијаат врз македонската економија. Колку тоа ќе се искористи,
зависи од подготвеноста на нашите компании, од продуктивноста, од другите елементи кои што сочинуваат конкурентноста и од она што пред се ќе можеме ние да понудиме на пазар. Беше интересно се следи состојбата во Хрватска, таму се инициираше и закон за кредитите со франци. Од една страна се врза франкот со локалната валута, тоа ќе им биде од корист на граѓаните, но се чини ќе им се брцне во джебот на банкарите. Ќе видиме колку ќе биде од корист на граѓаните. Мислам дека хрватите се поведува по некое унгарско искуство, каде што исто така кредитите кои што беа врзани во швајцарски франци се конвертираа во локалната валута. Тоа е предлог на владата. Мислам дека се уште не е како законско решение донесен во Хрватска, меѓутоа еве вчера во Давос или денеска, не знам кога беше, српскиот премиер Александар Вучич, кој што учествува на Светскиот економски форум годинава, во една дебата која што ја организираше Reuters за глобалните текови, истакна дека Србија нема да го следи примерот на Хрватска и според неговите оценки мерката која што ја предлага хрватската влада скапо ќе чини хрватската држава. Што ќе преземе Србија ќе видиме. Во секој случај проблемите кои што ги имаат граѓаните во соседниве земји, во Србија, Хрватска, во Босна и Херцеговина, читаме и во Грција, околу 60.000 граѓани чинам се засегнати од кредитите кои што ги земале во швајцарски кредити, е голем товар за државите, голем товар, веројатно најголем за самите клиенти, за самите корисници на овие кредити, бидејќи сега тие мораат да издвојат многу повеќе пари за да ги отплаќаат ратите. Меѓутоа, какво решение ќе се земе, тоа е прашање за дискусија на поширока. Јас не знам, сега да речеме, можеби клиентите не биле свесни за ризикот кога ги земале тие кредити, но што би се случило ако движењата биле спротивни, да кажам, ако сега требало да отплаќат многу помалце. Тоа се некои дилеми кои што стојат во сите земји и мислам дека државите се прилично исправени пред сериозни предизвици за да најдат некое оптимално решение кое што ќе биде да кажам правично, кое што ќе им помогне за граѓаните, меѓутоа нема да ги издвои како некоја посебна категорија на привилегирани луѓе во однос на некои други кои што земале кредити во евра или во некои други валути. Гувернере, ги споменавме кредитите, ги споменавме заштитите, но што е со дознаките од странство, оние пари на печалбарите што се во Франција? Што може тука да се очекува? Најголем дел од дознаките доаѓаат во швајцарски франци, така што судејќи по курсот на швајцарскиот франк кој порасна, можеме да очекуваме дека ќе се зголеми износот на дознаките претворен во денари и во евра. Тоа значи повеќе пари ќе влезат во Македонија, така? Во швајцарски франци ќе влезат исто, меѓутоа изразени, деноминирани во денари, тие ќе вредат повеќе. Од овој аспект денеска како оценувате политиката на врзан девизен курс со еврото? Тоа е одлична политика. Се покажа како успешно сега со франкот или? Тоа е одлична политика која што ја спроведуваме од 95-та година, од 97-ма курсот е непроменет и сметам дека таа политика треба да ја продолжиме во наредниот период и еден ден да влеземе под чадорот на еврото. Впрочем, примерот на Балтичките земји е најилустративен за мала, отворена економија, најдобар начин да се заштити од вакви шокови кои што се случуваат на меѓународните пазари е да биде дел од една поголема валутна зона како што е еврозоната. Балтичките земји покрај сите проблеми што ги имаат тие претходните години и покрај предизвиците на еврозоната одлучија во најбрз рок да влезат во еврото, бидејќи на тој начин се дел од една поголема валутна унија и се заштитени од сите надворешни шокови. Оваа политика не прави по-ранливи или по-тешко совладливи? Не, оваа политика не прави поотпорни, бидејќи сепак на овој начин ние ја го увезуваме кредибилитетот на еврото, кредибилитетот на еврозоната. Но сепак бара од нас поголема дисциплина. Мораме да бидеме подисциплинирани за тој курс да биде навистина одржлив. Во досегашниот период беше така. Значи тоа бара дисциплина и од економските субјекти, кои што мора да единствен начин да ја зголемат нивната конкурентност е преку поефикасно работење, поголема продуктивност. Тоа бара поголема дисциплина и од јавниот сектор, бидејќи мора да се водат политики на умерени дефицити, на ниски дефицити. Тоа значи дека и при вакви валутни флуктуации денарот ќе остане стабилен.
Секако, денарот останува стабилен во однос на еврото, а ќе ја дели судбината на еврото во однос на останатите валути како доларот и швајцарскиот франк. Меѓутоа, најголем дел од нашата надворешно трговска размена е кон еврозоната, некаде околу 70%, така што нашата конкурентност во еврозоната ќе остане иста, а ќе се подобри во однос на оние земји кои што базираат на доларот или франкот и тука ќе бидеме поконкурентни, нешто што би требало да го искористиме. Денес Европската централна банка објави прилично амбициозна програма за откуп на државни обврзници по 60 милиарди месечно од март. Какви се вашите очекувања и како ќе функционира воопшто овој механизам? Долго се очекуваше овој механизам и Европската централна банка презема мерка која претходно ја презема американскиот ФЕД во 2011 година, како што споменавме, Банката на Англија исто така пред неколку години, Банката на Јапонија пред 2 години, така што ова е насочена да ја поттикне европската економија. Европската економија во последните неколку години се соочува со стагнација, со рецесија, домашната поверувачка е многу слаба, довербата во економијата е ниска. На овој начин се настојува да се поттикне економската активност, да се поттикне домашната потрошувачка и да се надмине оваа дефлациона спирала која веќе ја зафати еврозоната. Господин Бишев, каде ќе завршат овие пари? Во реалниот сектор на еврозоната или во банките? Па видите, значи, после 2007-2008 година, основно правило на однесувањето на сите економски субјекти е да вложуваме само во сигурни хартии од вредност, само во сигурни проекти. И од тој аспект сме сведоци на два тренда. Значи, дури и со негативни каматни стапки, што можеше да го направи Швајцарија, што го направи и Европската централна банка пред 4-5 месеци, кога воведе негативни каматни стапки за депозитите што банките ги чуваат во Европската централна банка. Значи, во такви услови, значи, најголемите трансфер на средства се према Швајцарија и према Германија. Значи, денеска државна обврзница 10 годишни во Швајцарија е со негативна каматна стапка. Значи, вие треба да платите и плаќате за сигурноста на таа обврзница. Од друга страна имате истата 10 годишна обврзница на Грција е 10%, меѓутоа никој не сака да ја купи. И значи денешниот потек на Европската централна банка, значи тие 60 милиарди месечно не се само за купување на државни хартии од вредност, туку се за директно купување на прво на хартии од вредност од корпорациите, големите компании кои што се рангирани, и потоа хартии од вредност што претходно ги купиле банките на база на одобрени стамбени кредити или кредити на компаниите, и во тоа влегуваат од денеска се прошири овој опсег на хартии од вредност на државни хартии од вредност на земјите од еврозоната, и тоа е вкупно 60 милиарди. И да кажеме, Европската централна банка и пред 2 месеци има одобри структурна кредитирање на компаниите со 0,15% фиксно на 10 години, за да тие пари ги пласираат во компаниите и во населението. Меѓутоа, затоа што сите трчаат по сигурност, велат, не сакам да ризикувам, значи со оваа мерка Централната банка сака да постигне 3 ефекта. Прво, на банките да им ги намали толку каматните стапки и да ги претвори дури во негативни на државните и сигурните хартии од вредност, што банките да се откажат и да кажат ние сега ќе прифатиме поголем ризик. Тоа е првото. Второто, голем дел од тие пари ќе се инвестираат во берзите, во акциите, значи цените на акциите ќе се зголемат и преку имотниот ефект, значи инвеститорите да се чувствуваат побогати и да кажат сега ние ќе прифаќаме поголеми ризици и ќе инвестираме. И третиот ефект е да директно се финансираат крајните позајмувачи преку издавање на обврзници на капиталните пазари. И значи 2014 година беше година со најголем раст на емисијата на обврзници. Значи и Европа и САД, иако не добиваа компаниите преку кредитниот канал, тие се финансираа преку
емисија на обврзници. Тука, значи, САД беше во подобра ситуација, затоа што нивниот пазар е подвабок, така да и малите и средните компании може да имат пристап, за разлика од Европа, каде што малите и средни компании, тај пазар не е толку развиен и нема пристап. И од тој аспект, значи, крајната цел е да овие пари завршат во кредити на приватниот сектор. Дали тоа ќе почне веднаш, дали после 6 месеци, дали после една година, тоа ќе се случи. Значи, овие пари ќе завршат на крај во поголема кредитна поддршка на приватниот сектор. Тоа значи дека може да се очекува раздвижување на економијата на еврозоната? Тоа е и Дека се соочуваат со сериозни предизвици. Значи, тоа е мерката, меѓутоа, значи, тоа не е единствена мерка. Најверојатно ќе продолжи одредена комбинација на фискална политика и тука структурните реформи, тие нема да се откажат, ќе продолжат со мерки на структурни реформи и од тој аспект, значи, може да очекуваме дека 2016 година европската еврозоната и европската економија ќе влезе во сферата на одржлив економски раст. Стрес-тестовите кои се опрашани банките од еврозоната во неколку наврати покажаат и дека има прилично банки кои што не ги задоволуваат критериумите. Тоа не е во случај со македонските банки. Што е причината? Зошто македонските банки се поотпорни на овие услови? Во конзервативната стратегија? Па ја не би рекол во конзервативната стратегија, ја ќе изнесам еден податок. Значи, во еврозоната од 2009 година до денеска вкупните кредити на банките на приватниот сектор се намалени за 500 милиарди евра. Во Република Македонија, 2014 година растот на кредитите беше околу 1,2%. Во Република Македонија најверојатно ние ја завршивме 2014 година со раст на кредитите некаде околу 10%. Значи, од тој аспект, ако се мериме само по оваа мерка, значи македонските банки продолжија да ја вршат својата функција на кредитирање на реалниот сектор. И она што е извонредно добар податок, во ноември од растот на вкупните кредити, 85% се однесуваат на кредитирање на компании. Значи, за разлика, ако во претходните месеци растот на кредитите на населението беше поголем, значи некаде од септември, тоа почна да се изедначува, за да во ноември кредитирањето на компаниите како раст е поголем од кредитирањето на населението. Значи, тука македонските банки продолжија да ги снабдуваат субјектите економски со кредитна поддршка и за разлика, значи, каде што кредитирањето и пристапот до финансирање во другите економии беше отежнато, македонските банки продолжија тоа да го работат. Значи, од три причини, затоа што се капиталната сила на македонските банки е задоволителна, ликвидноста е на високо ниво и она што го споменавме, во Македонија продолжуваат да влегуваат 1,5 милиарда евра дознаки од странство. И наша цел е, на сите нас, значи и на Централната банка и на банкарскиот сектор, да ја одржуваме таа стабилност за да продолжи овој прилив од 1,5 милиарда. Бидејќи доколку го немаме тај прилив, ние нема да имаме база за кредитирање на македонската економија. И тоа го одржува и стабилноста на девизниот курс. И овој прилив е 4 пати поголем од странските, 4 до 5 пати поголем од странските директни инвестиции. Јоваровски, ти често комуницираш, таква ти работата со домашните бизнисмени. Што велат тие во разговорите? Имаат ли свежи пари за здравите проекти? Па еве сега од овој податок што го слушнавме дека минатата година кредитирањето пораснало за 10%, излегува дека има доволно свежи пари. Денеска читав податоци од Народната банка за состојбата на депозитите и на кредитите. Значи, минатата година завршиле со ниво на депозити од 4 милиарди и 600 милиони евра, а кредити 4 милиарди и 155 милиони евра, ако се добри овие мои пресметки кои што ги имам. Тоа значи дека
разликата е некаде околу 495 милиони евра во полза на депозитите. Значи банките имаат сосема доволно потенцијал од тие извори за да вршат кредитирање. Инаку, од разговорите со бизнисмените, секако тие апсолутно укажуваат на неповолните услови за кредитирање, иако и владата помогна за да прибере ефтини кредити од европските фондови, кои што се искористија. Очекувам да такви се и прогнозите и од сите и од финансиските, од меѓународните финансиски институции за годинава околу растот на домашната економија. Очекувам дека ќе дојде до одредено заживување. Меѓутоа тука сепак би сакал да нагласам еден факт. Значи кон крајот на минатата година беа истакнати успесите кои што ги имаат фирмите од слободните економски зони. Од каде што произлегува дека, не знам, 15-20 фирми, колку се сега во тие слободни економски зони со 5-6 вработени, придонесуваат со 1/3 во вкупниот македонски извоз. Тоа значи дека сите други останати вработени во домашните компании, кои што се надвор од слободните економски зони, создаваат 70% од извоза, што покажува еден дисбаланс меѓу, да кажем, квалитетот или потенцијалот што го имаат овие странски директни инвестиции во слободните економски зони и капацитетот на домашното стопанство во тој поглед. Значи, тука може да се наведе дека Македонија нема, освен ОКТА рафинеријата, нема своја компанија во оние 500 најголеми компании во Југоисточна Европа. Нашите фирми се прилично мали. Тука треба да се бара, да кажем, некое решение, соработка поголема и со домашните банки, предпоставам, за да меѓутоа и самите фирми да нудат своји проекти кои што ќе овозможат таквите кредити да ги вратат. Инаку, како да кажем, банкарите често знаат да кажат дека и ако е каматата и 0% на дадениот кредит, ако е проектот лош, не може да се врати. Година последните податоци покажуваат дека сепак има тренд на влошување на нефункционалните кредити кај стопанството. Граѓаните поредовно ги враќаат парите, но компаниите се чини имаат проблеми. Колку ова може да биде кочница за кредитирањето година? Добро, вкупната стапка се движи некаде околу 12%, кај компаниите е нешто повисока. Меѓутоа, последните 15 на месеци таа стапка е тука некаде. Некој месец оди надоле, некој нагоре, меѓутоа гравитира околу 12. Значи имаме, јас би рекол, еден процес каде што стагнира стапката на лоши кредити и наскоро јас би очекувал да почне еден тренд на намалување. Сепак, економијата веќе оди солидно, имаме 2 години на стабилен економски раст од едната околу 3, другата близу 4%. Тој раст, како што кажа и господинот Јовановски, веќе базира и на онаа традиционална индустрија, традиционални извозници, а не само на новите странски инвестиции, и тој раст се шири на се повеќе сектори. Така што веќе има потенцијал кај реалниот сектор да абсорбира и повисоко ниво на кредити. Впрочем, кредитниот раст од 10% во 2014 година покажува дека банките веќе имаат пооптимистички очекувања и веќе ја зголемиле нивната кредитна активност. Тоа беше дури нешто над нашите очекувања. Ние бевме задоволни со стапка од околу 7 до 8% и на крајот излезе 10%. Добро е што се закрепнува кредитниот раст кај компаниите. Таа стапка веќе дојде близу 9%, така што можеме да кажеме дека имаме еден заокружување на оној раст во економијата. Не е сега само раст, а немаме раст на кредитите. Сега веќе растот на кредитите го следи тоа и веќе целиот круг се заокружува. Сите фактори, инвестициите растат, вработеноста расте, така што сите фактори на растот веќе придонесуваат. Така што, имајќи го предвид и ова што господинот Бишевел кажа дека со овие мерки на Европската централна банка се очекува европската економија и еврозоната посебно да започнат со една постабилна, поодржлива стапка на економски раст, а имајќи предвид дека нашиот извоз главно оди таму, значи треба да очекуваме зголемување на извозната поварувачка за наши производи. Така што
ќе добиеме уште еден фактор на раст, кој што до сега беше многу слаб или дури и го немаше. Беше истото прашање за вас, колку нефункционалните кредити ви ги врзуваат рацете евентуално да понудите пониски каматни стапки? Вака, значи, поголеми нефункционални кредити, значи повисоки каматни стапки, бидејќи тога и ризикот на работење се зголемува и вие тај ризик мора да го вградите во цената. Ако не го вградите во цената, тога и на долг рок вие се соочувате со проблем. И од тој аспект, значи, има две прашања. Значи, која се смета нормална пазарна каматна стапка, кој што при нормален ризик треба да изнесува, и второ, која е таа каматна стапка која што треба да биде прохибитивна за вашите проекти, каде што нема доволно ризик да се каже овој проект ќе биде финансиран. И од тој аспект се предизвиците на македонскиот банкарски сектор и македонската економија, значи со која стапка на раст ќе расте македонската економија, а да не се прифати преголем ризик, и затоа се потребни и пред се структурни реформи за реалниот сектор, за компаниите. Значи, сега ова, како да кажем, слабење на еврото во 70% од македонскиот извоз нема да се осети, бидејќи 70% е македонскиот пазар. Меѓутоа, 30% се други пазари, каде што ради слабењето на еврото, конкурентската способност на македонските фирми ќе се зголеми. И сега прашањето е, ако тоа доведе до олабавување, да јакне конкурентската способност, да, на краток рок ние ќе имаме позитивни ефекти, меѓутоа долгорочно, бидејќи другите економии ќе се реструктурират. Замислите вие сега да сте швајцарска фирма и да се соочите со 20% послаба конкурентност. Значи, вие треба да ги не преземете сите микромерки, за ова го абсорбирате, за да останете на пазарот, деломно или целосно. И, значи, од тој аспект, краткорочно гледано, да, ова треба да ја зголеми побарувачката за македонски производи, да имаме забрзување на економскиот раст, меѓутоа не треба да не доведе во некоја опуштена состојба, да кажеме сега сме премногу добри и да се откажеме од натамошните структурни реформи и зголемување на конкурентноста према странство и за ова креирање на производи со повисока вредност. Оно што мене ме охрабрува ко банка и ко банкарски сектор, што голем број на наши компании веќе пројавија амбиции да стануваат компании кои што ќе го перцепираат Балканот и пошироко од нас као пазар на кој што ќе работат, а не само Република Македонија. И неколку македонски компании веќе почнаа да отвараат ланци и да го перцепираат Балканот ко свој пазар, што овозможува, значи, оно што и претходно го кажеме, да имаме брендови што ќе ја повлечат македонската економија. Имаме ли брендови? Имаме дефинитивно. Господа, за крај од вас барам одговор на прашањето. Ако се земе се на маса, очекувањата, заслужувањата во еврозоната, валутните флуктуации, каква година на економски план ја чека Македонија? Ивановски, можете? Па, мислам, би било, не знам, лошо ако не се согласиме со овие прогнози што ги даваат Светска банка, ММФ, еве да ги трнеме домашниве институции, нели, сепак од надвор можеби подобро се гледа домашната слика. Очекувам така солидна економска година во однос на економскиот раст, во однос на обкружувањето, да кажем. Друго е сега колку дали е тој економски раст кој што е предвиден на околу 3,5%, ќе ни овозможи приближување до европскиот стандард. На тоа малку ќе почекаме. Гувернере? Очекувам да продолжи овој тренд на одржлив економски раст. Тој ќе зајакнува во оваа година. Сите фактори упатуваат на тоа, така што и покрај тоа што окружувањето ќе остане доста нестабилно, ќе имаме доста голема променливост на финансиските пазари во светот, курсевите, цените на обврзниците ќе варираат поприлично. Меѓутоа, оптимист сум и поради мерката на Европската централна банка дека сепак европската економија ќе започне да зајакнува и тоа ќе креира
еден многу подобар амбиент за сите економии во Европа, а со тоа и за светот, бидејќи во моментот само американската економија расте. Потребно е и втор мотор. Очекувам 2016 година веќе и европската економија да биде со една поодржлива стапка. Меѓутоа секако оваа година треба да започне тој процес. Оваа година не сте сувати обврски за плаќање, ќе има ли пари? Да, парите се обезбедени од евроврзницата минатата година, така да тие се наменети токму за тоа, за отплата на обврските, она евроврзница која што достасува во декември оваа година и оние рати од кредитот на ММФ. Така да тоа е веќе планирано и предвидено и земено предвид во сите наши проекции. Бишев го делите оптимизмот на гувернерот? Дефинитивно, значи, ќе има окружение за подобра година. Меѓутоа, дали годината ќе биде навистина добра, значи не зависи ни од нас банкарите, ни од Централната банка, тук зависи од реалниот сектор. Дали овој амбиент, значи поголема понуда на кредити, подобри услови за кредитирање, ќе има иновативни идеи да ги искористи и да продолжиме побрзо и верувам од она што досега го имаме као искуството, значи македонските бизнисмени навистина имаат знаење, знаат да инвестираат, верувам ќе дојдат и повеќе странски инвеститори и ќе го продолжиме забрзувањето на економскиот раст. Господа, ви благодарам што бевте дел од Акцент на македонската телевизија. Почитувани, тука е крајот на емисијата. Имајте убава вечер, пријатно.